Благодарам председателя, почитувани колеги, почитувана председателка на комисията. Сакам да поразговараме овде кога сте малку да ги проанализираме извештаите и самите постапки кои што ги водите, бидејќи со оглед на надлежностите кои што ги имате добиено, опфаќате еден широк спектар на постапки од кои што граѓаните директно се засегнати и од вашите одлуки и ажурности зависат многу права кои што тие секојдневно се соочуваат со проблемите во надлежните институции. Најпрво сакам да ми одговорите, доколку бидете во можност, дали колку се придржувате на начелата согласно Законот за општа управна постапка, односно постапката на економичност, ефикасност, ефективност. Сето ова ви го напоменувам да го прибележите, бидејќи во текот на дискусијата ќе ви напоменам и зошто. Знаеме дека Законот за општа управна постапка е процесен закон и системски по кој што секако треба да се придржуваат правостепените органи, меѓутоа со оглед на тоа дека имаме огромен број на жалби кои што пристигнуваат до вас, тоа значи дека граѓаните се незадоволни во постапките кои што се пред државните органи и пред сите надлежни институции за кои што вие имате надлежност после како втор степен да постапувате. Од тука сакам само да ве прашам уште едно, дали имате евиденција по колку жалби и постапки постапувате по барање на странка, а по колку имате годишно по службена должност, бидејќи знаеме дека имате одредени надлежности во одредени постапки поврзано со други државни органи каде што треба да постапувате и по службена должност. Во извештајот велите вака: вкупниот број на предмети по кои постапила Државната комисија во 2019 година, како што рековте, е 7320 предмети, од кои решени се 6570 предмети, а 738 предмети се административно пратени на доуредување до надлежен орган и 12 предмети по кои постапил самиот првостепен орган. Од вкупно решени 6570 предмети, зашто потенцирам самата обемност на жалбите на барањата до вас се гледа по самата бројка дека имате доста голем обем на работа. По овој извештај во табела 2 велите вака: уважени 1974 предмети, одбиени жалби 3301, отфрлени жалби 348, запрени постапки 75, мериторно донесени одлуки за ништовност се 23. Вкупниот број, значи мериторно решени одлуки кои што самата комисија постапила е 23. Па сега сакам овде да ве прашам колку од овие решени предмети 6570 се вратени по прв пат, се доставени жалби, по втор пат, по трет пат, можеби и по пети пат. Ако знаеме и колку самите го почитувате Законот за општа управна постапка, и ќе ви цитирам конкретно членот 109 од Законот за општа управна постапка во ставот 1 точка 11 вели вака: кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба против управен акт кој еднаш бил поништен и вратен на повторно решавање, постапувајќи по жалбата, должен е самиот да го реши предметот. Јасно нормирана одредба дека кога еден предмет од првостепен орган по втор пат се враќа во комисијата, комисијата е надлежна и е должна да го реши мериторно. Колку од овие предмети се по втор пат, по трет пат, а сведок сум дека имаме некои и по пети пат предмети кои што се враќаат кај вас и вие само ги препраќате на административно доуредување или амблок ги одбивате или ги прифаќате жалбите, никако да се заземете самите која што ви е функцијата, бидејќи всушност и која е целта на комисијата? Целта на комисијата е дека истите членови кои што се во самата комисија треба да бидат на едно ниво по стручност, на повисоко ниво од оние
стручни соработници, административни работници кои што работат во првостепените органи. Која е целта? Која е економичноста овде на начелото на економичност, кога една постапка за еден граѓанин се враќа втор, трет, пети пат? Кога овој граѓанин ќе ја добие, дали ќе биде позитивна или негативна? Тоа е прашање на фактичка состојба и докази кои што ги има. Меѓутоа, каде е овде економичноста на постапката, ефикасноста и ефективноста на самата постапка? Кога е еден предмет за остварување на било кое право, може би обврска, за да може граѓанинот навремено и благовремено да има конечно решение, а секако потоа доколку е незадоволен да може да поднесе, односно да заведе управен спор. Да не зборуваме и во управните постапки во однос на управните спорови колку време се одолговлекуваат, а самите се пофаливте дека имате многу мал број на пресуди, односно заведени управни спорови и пресуди од управниот суд во однос на вашите решенија. Да, меѓутоа, ако ги споредиме бројките од 3301, тоа значи некаде околу 50% од самите жалби се одбиени. За волја на вистината, тие се најчесто по одреден терк и сите се одбиват анблок. Другата половина која што останува од решените предмети, ви потенцирав само 23 предмети мериторно решени. Од 6500 предмети, 23 предмети мериторно решени. Мислам дека нема потреба комисијата да се состанува и да работи. Ниту се запазени начелата на самата постапка, ниту има некоја доверба која што граѓаните самите ќе ја стекнат во оваа комисија за заштитување на своите права. Да, истите се изложени секојдневно на овие постапки, бидејќи одредени права не им се остварени согласно закон и устав кој што им следуваат. Покрај сите овие надлежности, еден спектар на широки надлежности кои што ги имате како комисија и со самиот обем на работа ова е предвидено и дадени ви се надлежности за стварната надлежност, меѓутоа посегнавте на еден друг начин преку злоупотреба на одредени процедури во Собранието на Република Македонија за спојување на двете комисии. Овде создавате едно голомазно тело кое што, видете, иако имате голем спектар на надлежности, сега дополнително ги зголемувате и ги дуплирате своите надлежности. Како мислите да се носите со овие постапки кои што секако ќе имате додадена вредност на предмети таму, а секако гледаме дека решавате мериторно само 23 предмети од 6500 предмети. Тоа е доказ дека комисијата само ги препраќа и е орган кој што посредува помеѓу првостепените органи и управниот суд, односно орган кој што служи за да е одредено решение или било кој управен акт стане конечен, за да може да оди на управен спор или повратно доколку судот го поништи, истото да го препрати, да го врати на првостепениот орган. Иако, согласно закон, второстепената комисија имате и право и должност по второто доставување на жалба од првостепен орган за истиот предмет во конкретна фактичка состојба и докази, самите да ги дополните со ваши барања, самите да ги дополните доказите и фактичката состојба можете самите да ја утврдите, за да самите го решите. Меѓутоа, ова не го користите, бидејќи избегнувате одговорност на самата комисија да ги решавате мериторно предметите и ова е рак рана во однос на недвостепеноста, него во нашата постапка, во управните постапки имаме и петостепеност некаде. Никогаш одредени права граѓаните не можат да ги стекнат со цел како што вие постапувате, со цел да можат да ги остварат своите законски права, бидејќи, повторувам, најголема забелешка во овој извештај ми е токму она каде што никако не си превземате одговорност, а сте орган кој што сте формиран за да можете да бидете супервизија на првостепените органи.
Ако одиме по области, спектарот е многу широк, меѓутоа секаде се забележува истата забелешка, односно секаде стојат истите параметри за уважени и одбиени, најчесто 50% од предметите се одбиени жалбите, 20 до 25% се уважени. Во тоа не навлегуваме бидејќи не можеме да ги знаеме однапред фактите и доказите кои што се приложени кон самиот предмет и дали воопшто граѓаниот има право или обврска на ова согласно закон кој што му или му следуваат или му се наметнува обврска. Но мериторното одлучување е рак рана во секоја една област која што сте надлежни и која што ја обработувате. Затоа сакам да ми одговорите која е целта и која е функцијата на комисијата, а секако со ова уште еднаш барате да се зголемат и надлежностите на самата комисија, да ја превземате и другата државна комисија која што знаете во однос на инспекцијскиот надзор, каде што ќе се создаде едно голомазно тело кое што ќе има широки надлежности во постапување, а во моментот истата не е ефикасна и не е ефективна и не е економична согласно самите начела на Законот за општа управна постапка, по кој што всушност е процесен закон по кој што постапуваме. Имаме области каде што вели вака, имаме 0 решени предмети мериторно. Тоа значи дека само ги препраќаме и ги враќаме на повторно одлучување и ги задолжуваме правостепените органи, со тоа се дуплираат работите и постапките во правостепените органи, заустануваат ново дојдените предмети, бидејќи приоритет мора да имат на решавање самите постапки кои што се вратени, бидејќи имат одреден рок на постапување, во кој што самата комисија не постапува да самата ги превзема, иако е согласно закон задолжена. Дали сметате дека од овде не правите злоупотреба на службената положба и овластување во однос на непримена на овие членови, бидејќи сте задолжени да ги решавате, а не ги решавате, а знаеме дека дали случајно или намерно одредени предмети во вака развлекување на постапките застаруваат и истите не можат да бидат процесуирани, односно да бидат ефективно правосилно завршени за да можат одредени граѓани да бидат задолжени или да имат право на остварување на одредени права. Овде директно како второстепен орган кој што треба да бидете коректив на првостепениот орган, вие не го применувате законот и вршите злоупотреба на самата положба и овластување со тоа што амблок ги одбивате самите жалби и не постапувате согласно цитираниот член кој што ви го цитирав претходно, односно членот 109 од Законот за општа управна постапка. Во сите области, во одредени области дури немате ставено ни ставка за мериторно одлучување, бидејќи истите и ги немате. Затоа овде уште еднаш ве повикувам да одговорите на конкретно поставените прашања, да имаме јасна слика за тоа што се случува, а секако, иако извештајот е за 2019 година е прилично задоцнет поради ажурноста секако на извршната власт, не на комисијата конкретно, комисијата на извршната власт секако и на законодавниот дом кој што не постапил во соодветен рок, за месец време претпоставувам ќе го добиеме и наредниот извештај, каде што ќе можеме јасно и децидно да ги споредиме сите овие постапки. Се надевам дека ќе се надминете во оваа ситуација и ќе постапувате согласно законот и овие бројки ќе ги немаме во проценти како што ги имаме во овој извештај. Ви благодарам. Благодарам и на вас.